На площадот во автокоманда ќе се одржи музички настан газибава на точак. За сите деца организираме лотарија со многу подароци, а како главна награда за најсреќното дете ќе доделиме велосипед. Ги повикуваме граѓаните со своите велосипеди да дојдат на площадот во автокоманда. Подготвивме и музичка програма за добра забава, стои во поканата од локалната самоуправа. На настанот градоначалникот ќе ги додели решенијата за субвенционирање на граѓаните за набавка на велосипеди, кои ги доделува општина Газибава. Првиот човек на Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов, информираше дека кон пожарот на планината Серта во Неготинскиот дел се испраќаат 4 хеликоптери, 2 наши армиски, 1 полициски хеликоптер, а на нив ќе им се приклучи 1 црногорски. На територијата на општина Гевгелија на целото Негорци се испраќаат 2 словенечки хеликоптери, додека на територија на општина Ново село на планината Огражден на самата бугарска граница ќе бидат испратени 1 турски хеликоптер и 1 српски кој што носи 5 тони вода. Нешто подоцна, како што додаде Ангелов, ќе полетаат и сите ер-трактори, 3 на ДЗС и 2 турски, заедно со хрватскиот Канадер, кон планината Серта на територија на општина Штип, позади селото Драгојав. Едно лице повредено во сообраќајната несреќа што се случи меѓу 3 возила на булевар Јане Сандански во општина Аеродром кај Мајчин дом. Станува збор за Hyundai, Chevrolet и Kia, сите со скопски регистарски таблички. Именно повредено лице, информираат од Министерството за внатрешни работи. Непалците масовно бегаат од Македонија. Уште еден влезе во статистиката на Министерството за внатрешни работи, откако не бил пронајден во местото каде што престојувал. Во полициската станица Бит Пазар, 41 од Скопје, представник на правно лице пријавил дека 34 годишник од Непал се оддалечил од местото каде што бил сместен. Од МВР велат дека се преземаат мерки за пронаѓање на лицето. По назначување на новиот ВД директор Никола Кимовски на најголемата театарска куќа во Македонија, Македонскиот народен театар. Со особено задоволство ја објавуваат веста за отворањето на новата сезона 2024-2025 година и реализирање на плановите до крајот на годината. Редовната репертоарска програма ќе започне во септември, а во рамките на истата, како новитет и по барање на публиката, свечено ќе биде отворена и летната сцена Славиша Каевски. Со почеток на учебната година, активно ќе продолжат организираните тури за посета на театарот, а посебен акцент за основните и за средните училишта. На овие тури, младите генерации ќе имат можност да се запознаат со театарот преку разгледување на објектот, музејската поставка, со посета на проби и разговори. Покрај онлайн продажбата на билетите на официјалната веб страна на МНТ, како новитет ќе се имплементира и мобилна апликација каде што публиката ќе биде во можност на побрз и поедноставен начин да дојде до билети.